На истото место каде што 2009-та Панамера ја имаше својата премиера, Порше ја представи незината трета генерација. Иако на прв поглед не се чини дека многу што е изменето, спортската лимузина донесува револуционерни решенија како на механичко, така и на технолошко ниво. Од дизајнерска страна Панамера доби почисти линии и помускулести предни крила кои се издигнуваат на каубата, на која амблемот на марката може да биде во боја или црно-бел. Лицето го красат и поголемите отвори за воздух, додека на складниот заден дел доминира развлечената светлосна лента. Карактеристичните облини на силуетата се задржани, исто како и пропорциите. Генерално кажано, суптилно, но темелно обновениот изглед и дава уште поизразен и поспортски настап. Промените внатре се поголеми. Тука патниците ќе ги пречекаат не 2, туку 3 екрани. Новата дигитална инструмент табла има закривен дисплеј од 12,6 инчи и графика инспирирана од моделите од минатото. Централниот екран на инфозабавниот систем има 10,9 инчи, а опционално уште еден ист таков може да се нарача и за совозачот. Централната конзола е поширока, а дел од копчињата останаа физички, вклучувајќи го и роторот со кој се бира режимот на возење и вршат подесување на работата на моторот, менувачот, електронските контроли, управувањето и ослонувањето. Токму кај него се среќава една од најголемите иновации. Новиот систем е електронски контролиран и овозможува секое тркало независно да реагира на вертикалните сили за автомобилот да се задржи во хоризонтална состојба при запирање, забрзување и возење низ виоци. Комбинацијата на комфорот со спортското, пошто Порше е познат, е подигната на ново ниво со помош на управување на задната оска и активниот систем за ослонување кој е опционален кај хибридните варијанти. А нив сега ги има 4, сите со подобри перформанси, поголема ефикасност и подолга автономија. За сега само Панамера Turbo E хибрид е подготвена за пазарно лансирање. Срцето на незиниот погонски склоп е ревидираниот 4-литарски V8 турбомотор. Тој заедно со електромоторот кој е сместен во кукиштето на 8-степениот менувач со двојна спојка испорачува вкупно 680 конски сили. Тие ќе ја забрзаат спортската лимузина до 100 км на час за 3,2 секунди, а батериите со капацитет од 26 кВт ќе овозможат поминување на чисто електрични 90 на километри. Конвенционалната бензинска Панамера има 6-цилиндричен турбомотор со зафатмина од 2,9 литри со 353 конски сили и ќе доаѓа во изведби со погон само на задните или сите 4 тркала. За другите верзии засега нема информации. Во понуда заради слабата продажба ќе ја нема спорт туризмо изведбата, но затоа продолжената екзекутив верзија ќе остане. Како и досега, Панамера ќе се произведува во Лајпциг. Продажбата ќе стартува од март идната година со цена во Германија од 107.800 евра за основниот модел и дури 192.500 евра за плагин хибридот.